А сега веќе време за нашата прва утринска гостинка. Секогаш е добре ден психотерапевт овде во нашето студио, а и во нашите домови секако. Добро утро за Розета Паскали, добро ни дојдовте. Добро утро. Добро утро за клиентката на Розета, Слободанка. Веројатно веќе ве потпраша нешто во шминкерна, веројатно и после тоа ќе ве потпрашаме нешто, но имате многу интересна тема, а тоа е како да препознаеме нарцис или манипулатор. Веројатно ќе зборувате за тоа не само како ќе го препознаеме, туку и како се справиме со нив. Веројатно и за нив, ако нема спас, барем ние да си се спасиме. Така, тоа е најважно. Слободанка и Розета, повелите. Благодарам, Искра. Добро утро ќе кажам за нашите гледачи. Ќе ги поздравам во своите домови, ќе ви посакам убаво утро и се надевам дека оваа тема, која што ќе имате можност да ја слушнете, можеби ќе ги препознаете и вие, нарцисите и манипулаторите. Добро утро, Розета, и добре ни дојде. Добро утро и благодарам за поканата. Секако, како што кажа Искра, секогаш добре дојде на ова е една многу актуелна тема во последно време, која што се почесто излегува на површина, што значи дека на некој начин сме ги препознале нарцисите или пак манипулаторите и едноставно сакаме да побегнеме од нив. Меѓутоа, може некој да помине и толку многу години со нив, затоа сега ќе зборуваме за нарциси, манипулатори. Меѓутоа, прво ќе ве прашам дали можеме да разликуваме или како да ги препознаеме нарцисите, прво нив, и манипулаторите, или пак еве за почеток, ајде прво нивната разлика, па потоа препознавањето. Па добро, манипулација може да се смета било што го прави некој само за лична корист и да ги наштелува работите и да може би злоупотреби некого, да наведе некого на нешто што не сака да прави, или пак некако за своја корист. Но тоа е повеќе ситуационо. Нарцистичкото пореметување на личноста е пореметување на личноста, дел од она што го носи самата личност. Не е ситуационо врзано дека само во одредени ситуации па на некој начин се снашол, да кажам, за себе, да се поштеди или да добие нешто. Нарцистичкото пореметување на личноста е цел спектар на однесување во сите ситуации. Тоа е веќе за жал полошата варијанта. Со себе и тоа е нешто, не се раѓаме со такво нешто. Никој не се родил, не е тоа генетски предодредено, него се стекнува во текот на детството, најчесто поради несоодветно родителство. Се случува најчесто да и некој од родителите бил со такво нарушување нарцистичко, па некако како модел се прифатило, или пак може, доколку родителите некако го охрабрували и го пофалувале детето секогаш и кога не треба. Значи, и кога не заслужило и кога не направило нешто значајно, тука се тие да го пофалат, да му посветат внимание, да му дадат аплауз, да го издигнат на некој повисоко ниво, да со тек на време детето си создава една нереална слика за себе, а не она што навистина го постигнува. И целата таа привилегираност на која се научува тоа дете, понатаму ја бара и од другите. Тоа претходно биле родителите, некој во домот, а потоа го очекува тоа и од другите. И кога збориме за она митолошката приказна за нарцисот, всушност од таму и потекнува терминологијата, нарцисот е само заљубен во сликата за себе си, а не во она што реално е. И тука е оствари тој конфликт и таа базична несигурност што ја има кај нарцисот. Иако наведам, вака, ако тргнеме од она како би ги препознале, веројатно ќе наидеме на некој што е прилично љубезен, знае точно што да каже во право време, знае, ако станува збор за избор на партнер, знае како да заведе лесно некого, некоја. Сега зборувам во терминологија како за машки род, бидејќи статистички гледано. Да, тоа ќе беше моето прашање, дали е повеќе во нарцистичкото пореметување, може ли да го насловиме и кажеме? Да, тоа е. Се мажите или повеќе жените? Како стои статистиката?
Значи, нарцистичко пореметување на личноста е веќе психијатриска диагноза во DSM-4 класификацијата на Значи, ги имаме повеќе диагнози. типови на нарциси, сакате да кажете, така? Има, да. Има повеќе типови, но суштината, да кажам, за сите е иста. Кога е некој веќе поставено како диагноза нешто, тоа значи дека некој сериозно прави нешто што е на штета на себе или на другите околу него. Значи, има дисфункционалност во функционирањето во секојдневието и не е лесно да се справиме со тоа. Потребна е некоја интервенција, значи стручна помош или психотерапија. Статистички, како што реков, многу повеќе има проценти од регистрирани лица со нарцистичко пореметување на личноста од машки пол, за разлика од женски пол, па јас затоа некако можеби повеќе зборувам како за мажи. И зошто да се семажите така повеќе во тој круг на нарцисоидност? Зошто? Па, ајде да видиме мајките какви биле. Пак е тука машко-женската улога, но генерално имаат нарцисите многу повеќе поврзано со мајката. Веројатно била подоминантна, за разлика од таткото, кој некако веројатно бил помалку присутен или едноставно се повлекувал пред доминацијата на мајката. Мајката е таа која што го издига на пиедестал синот, кој си гради со тек на време таква слика за себе дека тој е посебен, дека секогаш треба да е привилегиран, дека едноставно неговото присуство некаде треба да го почитуваат. Свето треба да се врти околу него, така? Прилика така. Значи, треба да се благодарни другите што воопшто тој некаде дошол, направил нешто. Се во негово друштво, да, од браво. самото тоа што ќе дојде. Не мора ништо да Да направи. направи. Да. Леле, какво доживување си имаат за себе. Меѓутоа, знаете како, јас од сето она што имав можност да го прочитам, многу исто така еве и во соседството се зборува за нарцисоидноста, за манипулаторите, што значи дека се почесто за жал ги создава околината, општеството. Меѓутоа, тие многу добро знаат, како што исто и вие напоменавте и кажавте, да заведуваат, за да го добијат она што го сакаат, но што правиме после? Дали тие, или за колку временски период, тоа зависи најверојатно од самиот карактер негов или нарцисоидноста која што ја поседува и во каков вид оди и во која количина ја има, кога го откриваме нарцисот? Ајде малку да го опишеме нарцисот, каков е тој, што прави тој во животот и како се однесува со својата пријателка, дали се роднини, дали се во брак, партнерство, како и да е. Значи, еве да ги наречеме нарцистички, ова подолга терминологија, нарцистичко пореметување на личност. Нарцисите секогаш сакаат да она што ќе изберат за партнерка да биде некоја значајна, важна, да имаат чувство дека добиле трофеј со кој ќе може да се пофалат со другите, пред другите, нели? Да многу им е поважно како другите ќе ги гледаат со партнерката, отколку како тие се чувствуваат со партнерката која ја избрале. И секогаш ја идеализираат, кога во таа прва фаза спремни се многу да направат за неа, да ја импресионираат, да и ветуваат многу, да точно да увидат што таа сака да слушне и да ја го кажат тоа, што таа сака да постигне и да наведуваат некако дека и одиме натаму. Но во суштина тоа е само првата фаза, каде што буквално како да ја бомбардира со љубовни пораки, љубов, внимание и се што... Имате клиентки кои ова ви го раскажуваат и ви го кажуваат во детали како тие поминале во една врска со нарцис. Ги има ли се повеќе кои што бараат помош? Има повеќе. Има, но некако многу долго време им треба за да препознаат дека нешто може би кај другиот не е во ред. Најчесто тргнуваат
партнерките, да се преиспитуваат себе си, што тие не прават добро. Како можело на почетокот да биде толку добро, а сега види како ова некако нешто има. Што се случува со нарцисот потоа? Значи, од таа прва која му е фаза, каде суштината што на заведување заведува и после што прави, да? Партнерката, потоа како да, значи, кај нив постојано преовладува едно чувство на незадоволство. Незадоволство во смисла сега, нели, ако додека ја освои, незадоволен зашто не е освоена. Кога ќе ја освои, пак е незадоволен затоа што веќе не му е интересна и ќе почне да ги гледа и нејзините мани, што никој не е совршен и си има некои, да речам, добри и лоши страни, но кога ќе пројде таа прва фаза на она буквално бомбардирање со љубов и внимание, после тоа, значи, доаѓа до една фаза каде што ја споредува со другите. И сега, ако, например, таа девојка, партнерка била, например, убава, привлечна, згодна, вака на изглед и се гордел со неа, но некако во нејзино друштво, па ќе види можеби и дека не е баш многу интелигентна за негови критериуми. Или пак нешто друго, нели, ќе најде, па потоа наоѓа некоја друга, каде што е таа интелигентна, можеби не е волку згодна како ова, ама таа, нели, сега има други квалитети и станува таа многу поинтересна отколку оваа со која е. И тоа е типично за нарцисите, дека нема чувство на емпатија и тоа е дури регистрирано со магнетна резонанца, каде што е скенирани мозокот на нарцистите. Дури такво нешто постои? Да, постои точно разлика во структурата на мозочното Овој податок не сум мозокот, го знала. каде што значи она поле за емпатија е сосема различно од нормалните, да кажам, луѓе без вакво нарушување на личноста. Значи, нема чувство за емпатија, нема... Дали некого го повредуваат, на каков начин го прават тоа, тие воопшто такво чувство не носат во себе, значи. Така, значи секогаш наоѓаат дека другиот е виновен затоа што тие така се однесуваат. Минимално чувство на одговорност, рече си, да го нема за тоа што се случува, него секогаш ја префрлаат на другиот вината. Значи, таа е виновна затоа што јас сега вака правам. Таа е виновна затоа што јас ќе ја изневерам. Таа е виновна затоа што јас се чувствувам депресивно, неуспешно или како и да е. Секогаш другиот таму надвор е одговорен и виновен за тоа што им се случува на нив, особено ако е тоа негативно, нели? Ако е позитивно, тоа што секогаш вината ја бараме во другите, а никогаш не го оперуваме прстот кон себе да се запрашаме дали ние сме нешто виновни, што значи дека тие многу супериорно се однесуваат над сите и со своето нарцистичко, да кажам, такво однесување, едноставно се центарот на вниманието и тие се најдобрите и никогаш не знаат да погрешат и не мора и не треба да погрешат, што значи никогаш не се виновни за ништо, како што разбрав. Тоа е така во нивните очи, но реалноста кажува нешто друго. Секој одговорен за во нивните за очи, тоа го велам. Значи, во нивните и они веруваат во тоа, убедени се дури до степен на замисла, значи претпоставуваат дека нели сега ако овде има некој што е нарцис, па може би претпоставува дека јас мислам дека не знам, облеката не му е соодветна и според неговата претпоставка тој ќе почне да се однесува лошо кон мене, иако јас ништо не сум направил. Одат до тој степен, значи дури да претпоставува дека јас нешто мислам или нели немам добро мислење за нив и врз основа на тоа се однесуваат лошо кон мене. Значи доволно и претпоставката. Тие пак ќе кажат, тоа е од моје искуство, јас знам, јас ги читам луѓето и убедени се во тоа, дека тоа така. Воопшто нема простор за комуникација, нели разговор да го провери она. Убедени се, тие се секогаш во право. И тоа, нели, многу ја отежнува посебно партнерската врска. Ако станува збор за партнерска врска, тука нема простор за разговор и за вистинска интимност и блискост. Секогаш постои споредба. Или тој се споредува со партнерката, или не се споредува со некои други,
па стално тие другите се поинтересни, кога е со тие другите, па нели пак има некои други што има нешто што па новата партнерка нема. И константно постои незадоволство и константно нели се одржува она чувство на несигурност. Така, меѓутоа, како што можам да разберам, нарцисите можат да уништуваат животи покрај во онаа околина во која се наоѓаат. Дефинитивно, со таквото споредување постојано, ако тоа долго време трае, партнерката и тоа како ќе има нарушена самодоверба и ќе почне да се преиспитува себе си и цело време ќе биде насочена кон тоа дека на почетокот било добро, сега нешто не функционира, што јас да променам. Ја бара одговорноста кај себе, проверува што се може да направи за да повторно го привлече неговото внимание, а тоа нема крај. Значи, постојано што и да прави и понатаму ќе има нешто што не е добро. Најверојатно многумина се препознаа во ова, жалам со оглед на тоа дека и статистиката покажува се повеќе излегуваат на површина нарцисите, но онаа добрата страна е што и манипулаторите, што ние веќе почнуваме да ги запознаваме, да се прашуваме што не е во ред, па во ова модерно време се бараат и разговори со вас, со психотерапевтите, психолозите, за да им кажете и да дојдете до заклучок дека се работи за нарцис. Па нарцисот никогаш нема да дојде на психотерапија. Знам тоа, него тие кои биле во врска со нарцис, особено ако тоа долго траело и каде што нели навистина се нарушила самодовербата, веќе цело време бил фокусот како да го задоволи него и да биде соодветна на неговите критериуми. Што значи се правиме, меѓутоа ништо не добиваме. Своите потреби, што таа сака, веќе не е важно, него важно е што тој сака. Тоа е нели контрола. Многу благодарам. Како ни поминува времето секогаш брзо со вас. За манипулаторите ни остана само еве накратко, тие сепак дали имаат ако ништо друго некоја мала барем емпатија? Па, пак ќе кажам, манипулатори се повеќе ситуационо врзани. Во однос на нешто, на некоја ситуација, дали да искористат... За да придобијат нешто. Да, на нешто. А ова е веќе личносно пореметување. Ова е страшно што го слушам. Така се однесува и кон децата, и кон пријателите, и кон партнерот, значи кон сите, да. Манипулаторите се повеќе ситуационо и врзани за само на работа, например, дома може да има, нели, да внимава како се однесува и во своја корист сакаат се да се придобијат на некаков начин, така да се искористат моментот. Добро, но ќе имаме ние повторно можност за разговор со оглед на тоа, како што каже Искра на самиот почеток, сите сме ние клиенти на некаков начин и на сите во ова време во кое што живееме, ни е потребен психолог за разговор, психотерапевт, затоа што динамичното и стресното време на живење си го прави своето. Убаво би било следна прилика да збориме и за жртвите, нели, за оние кои како да се справат со тоа и како да излезат од таа. Како да им се помогне. Благодарам многу. Искра, тука ние завршуваме. И јас ви благодарам, Розета. Што се замисли, кажувај. Се подзамислам, дека си ги набројувам луѓето што ги знам во животот. Во животот и карактеристиките ги бараш, нели? Да. За жал ги има? Ги има, многу. Особено кога се во прашање нацисите, мислам дека нема спас, но најдобар начин е да ги избегнеме, да ги исклучиме од нашиот живот, претпоставувам, така? Да. Па да една здрава дистанца држиме. Од статистиките кои ги гледаме од психотераписките процеси кои биле со нарциси, речи си да немало излекувања. Имало многу ретко. А и ретко и да се пријават тие самите. Освен ако немаат некоја корист од тоа, дека ако одат на терапија, дека заради тоа ќе добијат некоја секундарна добивка. Тогаш би било прифатливо. Страшни се нарцисите. Да. Розета, многу ви благодарам и тебе, Слободанка, што ни ја покани, Розета, и се гледаме сигурно повторно наскоро.